кои се вашите согледувања од периодот кога сте биле сведок лично и како дел од семејството кој учествувало во овие настани за време на пред востанието, македонското востание на 11 октомври, како и повојниот период од развојот на државата? Сум имал среќа, благодарам за поканата, сум имал среќа да бидам дел од семејство кој што дала свој влог, дало во Илинденското востание, во сите тие движења, а потоа следното колено во предвојниот период и војниот период, кој во делот на изградбата на новата држава. Имено пред Втората светска војна, активноста на моите родители и на дел од семејството поблиско е во областа на журналистиката. Мојот татко Митко Зафировски е новинар и публициста во Бугарија, член на кружокот литературен, као македонец кој во збеговите од Првата светска војна се затекнува во таа соседна земја. Меѓутоа работи со Ангел Динев, со Влахов, со другите на публицистиката на македонски јазик и на идејата за слободна Македонија. Така и иницијатор за формирање на литературниот кружок, уште во 36 година, а 38 година се формира овај кружокот. Во исто време е иницијатор за формирање на вестници Македонска земја и други изданија, која што е, меѓу другото, и публикацијата за Гоце Делчев, што по повод 35 години од неговото загинување во Софија е објавена, меѓутоа е забраната. Едноставно таква фигура доаѓа 41 се вклучи во својот роден дел, а тоа е Гевгелискиот крај, од каде што потекнува, разделувајќи се со Вапцаров, со зборовите на Вапцаров, дека тебе ти завидувам дека одиш во една добра, пријатна средина, каде што ги имате Кочо Рацин, каде што го имате Кузман, а јас одам во неизвестност. Така и Вапцаров и остана во неизвестност, во една недобро обезбедена активност во Пиринскиот дел на Македонија. Од делот на мајка ми на семејството, она е член на местниот комитет на Скопје, секретар на СКОј и е член на иницијативата на прогласот на 22 јуни 1941 година за дигање на востание и формирање на првиот скопски одред. После доаѓаат тие премрежиња во самите тогашни нивни партиски организации, меѓутоа да секогаш да бидеме свесни дека тоа не е само партијата. Партијата актуелна тогаш е дел од авангардата, дека тоа е и граѓанско движење и бидејќи еве сега префрлајќи се на Лиљана Манева како моја мајка, делот на Скопје е фактички една мултикултурна средина и као таква и имињата ќе ги најдеме на членовите на првиот скопски одред на 22 август, кој потоа повторно се формира со нова заклетва на 16 октомври. После тоа доаѓаат и големите рации на администрацијата бугарска, окупаторот, кој потоа се пожестоко ги вклучува своите жандармериски и воени сили, сваќајќи дека пропагандата негова не може да помине со едноставно побугарчување на така да речената сега модерна администрација. Значи, тоа е воведот во приказната, биографиите на нашите предци, сите тие борци се наши предци, нема тука семејство. Несреќата е да се нешто знае од нив и да се продолжи во идеалот нивен. Во мојот дел на семејството никој што не било со самоистакнување, туку повеќе со потенцирање на другите и на учеството на граѓанството, на народот, на луѓето, на пријателите. Нема да должиме, имам таа прилика да кажам, еве дека да кажем Митко Зафировски стига до членство во АСНОМ, во формирањето државата, во формирањето на
Нова Македонија како еден одбор, потоа он добива задача во последен момент, па Веселинка Малинска, која го уредувала женското списание, ја превзема и Нова Македонија, бидејќи Митко заминува, мислам дека на задача за формирање на ОЗНА. Во исто време, Њиљана Манева е политички комесар на Третата ударна македонска бригада, она го обезбедува Аслом. Од таму продолжува патот до преку Велес и другите градови до ослободувањето на Скопје, каде што она е политички комесар на 42-та дивизија која го ослободува Скопје и на главниот штаб на Македонија. Тоа е на убава приказна вака, меѓутоа во суштина таа носи многу маки, тешки затвори, интернации, но кај нас малку се говорило за тие работи, затоа што било битно да се истакнат жртвите што ги дале луѓето кои ги дале своите животи или кои што биле на свој начин секој бил херој. У тоа време да се излезе или да се соработува, како мојата баба, да кажеме, која соработувала и за Илинден и ги има сите признание за тоа, као дедо ми кој е споменичар на Илинденското востание, тие и за НОБ, нашата куќа било во Ново Мало, центар на тие, од денеш аспект да кажеме, широко интелектуални кругови, може би со различни сваќања, но за иста идеја, создавањето државата. Во тоа создавање се тие вклучени, нас не воспитувале, нас не образувале и сведок сум на почетоците на како да кажам, на тој период на воздигањето на државата. Значи, на оно што е Аслом и така натаму. Така да и делот на ангажманот на сето тоа не бил многу поврзано со членството во ваквите боречки организации, кој Сојузот на борците, каде што јас волонтерски се обидувам нешто да придонесам, меѓутоа било во формирање на институциите на системот. Самите вие ќе видите по местата формирање на списанието Македонка, кое го уредува мајка ми, кое потоа е, не знам, министерува во здравството, како што можеле кадрите тогаш да се барало дели а она као студент на право и така натаму активна до незиното ангажирање за формирање на телевизија Скопје, она е првиот директор на телевизија Скопје, но да не ги потенцираме личните моменти, зборот ми е дека културата заедно со општественото делување и граѓањето на нацијата, градењето се заеднички. Кај мојот татко тоа е дипломатската мисија во Софија, уште 45-та година пред формирањето на официјалната влада на тогашна Југославија и на Федеративна демократска Македонија, како мисија во Софија, а потоа и официјално како амбасада од април 45-та година. Мојот татко е прв секретар на амбасадата. Тоа значи фактички по стариот дипломатски систем се и се што, бидејќи и шеф и на воената мисија, да не кажам, значи тоа е и разузнување и контраразузнување, меѓутоа мајка ми па е аташе за печат таму, па едноставно се грижи и добива задачи од тука околу документите за Гоце Делчев, за Ѓорче Петров, кои уште тогаш тешко се наоѓале и шетале низ разни библиотеки и архиви. Тоа се нашите судбини, тоа се нашите родители кои успеава и тие генерации кои успеава да направат една солидна основа за државата и за современата Македонија после 1991 година со транзицијата во плурализам и повеќе партизам. За мене тие се широки личности со многу сознание, затоа мислам дека и релативно лесно транзицијата ја прифати баш Република сега Северна Македонија. Лесно бидејќи имаше основи, имаше кадри. Кај мене се поклопи тоа да без намера, студирајќи за литература прво во дека, па потоа во Белград театарска режија,
да се занимавам со драматургија и новинарство во телевизија Скопје, таму каде што имала учество мајка ми, меѓутоа е заминала од таму. Јас сосема случајно бев поканет да формирам драматуршкиот оддел на телевизијата, да подобрувам програмата, па некако работите во животот ве туркаат према уреднички, па други позиции, на крајот до некој главен уредник, заменик директор, директорување, за да се завршат некои обврски. Паралелно со новинарство, повеќе во областа на уметничката критика, во Нова Македонија крајот на 70-те години, во делот на списанијата, во колумните, во Слободен печат имав чест, и целата таа работа е така, сложено помешана, меѓутоа за една иста цел. Волонтерската дејност сега во Сојузот на борците е задоволство да се помогне да се убеди како таа идеја за која тие генерации сонувале и остварувале, денеска да се трансформира во поддршка на нашиот современ пат. Нам не ни е спорно да кажеме во делот на активността во Сојузот на борците, да ги разбереме ориентациите на современата политика, на модерните стремежи на државата кон европски и светски асоциации и патишта, затоа што прогресот и слободата си ги носат разумните, практичните елементи, таму каде што е добро, таму каде што е прогресот. Имено, од тој аспект, едно резиме, една црта спроти празникот, кој што е голем празник, не знам како ќе биде сега сценариот околу одбележување, меѓутоа не смее да се остави на доделување само на и положување на икебани, треба да се вложи во обновата и заштитата на споменичните обележја, меѓутоа и активно учество, што сега го немаме доволно, на разни невладини и владини организации околу зачувување на вредностите од НОБ. Словенците така викаат нивната организација на Сојуз на борци за вредноте, народно-ослободителната војна. А тоа се овие универзални вредности од граѓанските права и слободи до се друго што е позитивно. На тој план, мислам дека ни треба посовремено размислување и гледање. Го немаме и остана малку на периферијата феноменот на Сојузот на борци, на активностите, може би и генерацијски, бидејќи делот од генерациите биолошки заминаа, а несоодветни кадри се вклучуваат, но тоа, велам, не е само прашање на масовност, денеска веќе е прашање на една повеќе современа теза на антифашизмот во Европа. Ние сме член на Федерацијата на антифашисти на Европа. Еве на 23 во Белград има состанок на КАНАТ. Ние никогаш немаме доволно средства да бидеме активни, а политичките настани годиниве посебно не подсетија и не потврдија дека ниеден момент не можеме да и не смееме да заборавиме нашето НОБ, нашиот АСНОМ и нашите придобивки на државата во изградбата, без разлика на општествено-политичкиот систем. Ништо не било идеално, имаме многу забелешки за тој период и за транзицијата, меѓутоа сето тоа е еден позитивен континуитет во кој што сите ние мораме посовремено и помодерно да мислиме и да поддржуваме и да бидеме погласни. Во минатите години НОБ често беше критикувано и да не речам и занемарувано, некако ставано од страна, да сега токму тие кои во тој период го негира, да дури до степен на негирање на народно-ослободителната борба, сега во контекст на новите случувања со Бугарија, да кажеме, се најгласни во споменувањето на таа народна, пред се антифашистичка борба. И сега дојдовме во ситуација да националисти се повикуваат на антифашистичката борба, пред се антифашизмот, значи антинационализам. Како го коментирате овој пресврт, да речам?
Па не е пресврт, знаете, предпоставувам дека во делот на само едукацијата и на официјалното образование понекогаш се достасуваат некои работи. Така се ценело, може би во делот на скромноста, да не се превише потенцира нешто, па некои работи не се знаеле. Ќе кажам, многу остро е на анегдота на македонски кадар, далматинец, Антон Коледич, учесник во НОБ во Македонија, бидејќи бил прогнат од Белградскиот универзитет, голем интелектуалец, 41 и така натаму, во една прилика во мојата младост, таму на Корчула, ми рече дека малку дознавме и малку сакавме да кажеме колку луѓе загинаа на двете страни, бидејќи во делови на тогашна Југославија имаше и граѓанска војна. Имаше четници и партизани во Србија, имаше усташи, имаше и други екстремни муслимански и така натаму активности, белогвардејци во Словенија. Значи, познавањето на историјата овдека, кај нас, може би и прескромно, ги потенциравме нашите заслуги во Втората светска војна. Ние, како Македонија, со својот суверенитет, формирајќи го од 41-а, особено 43-та, кои се воспоставени меѓународните контакти со англоамериканската мисија, после Дебарца, после слободните територии, првите прогласи за иницијативи за свикување на АСНО, фактички стануваме дел од светската антифашистичка коалиција. Тоа е наша гордост. Ние не знаевме доволно тоа да го потенцираме, да го цениме. Ние тек преклани, заедно со амбасадорката на Соединетите американски држави, господјата Брз, во Тетово, на особорен бомбардер американски кој се враќал од Темишвар од бомбардирање, оддававме почит на екипажот. Еден дел бил загинал, другиот дел кој паднал со авионот во шумата, бил заробен од бугарските воени единици. Зборот ми е дека нашето пречутување е дел и од нашата меѓусебна, непотребна битка меѓу партиска, да кажам, бидејќи ова не е прашање на идеологии. Туку НОБ и придобивките од НОБ се заеднички. Се виде после дека нагло со проблемот и со кризата, кога други ќе не нападат, ние веднаш знаеме да си ги истакнеме вредностите. Во меѓувреме една организација која се грижи за тоа ги изгуби своите имоти, го изгуби Сојузот на борците и инвалидскиот дом, огромен објект, изгуби се, не остана ни библиотека, ни книга, живееше градскиот одбор колку што можеше да издржи, сите градоначалници горе-доле помагаа, бидејќи по законот за Сојуз на борци кој постои и регулираната организација, треба општините да се грижат за активностите на Сојузот на борците, да го помагаат, заедно со спонзори, градот, градскиот одбор, а државата главниот одбор. Од сето тоа, на индиректен начин се стишуваше активноста, бидејќи се немаше ни средства, а луѓето заминуваа. Така да едноставно стишувањето на таа активност трае и денеска. Денеска само актуелна, но во функција на организирањето на Сојузот на борците праќаме апели, но мора да се направи еден посовремен привод. Не сме таа тема да беше запоставена, не сме да биде запоставена. А за не биде, треба да биде привлечна и разбирлива за денешните генерации. Вие морате на луѓето да им ги дадете тие теми да бидат нивни теми, да бидат нивно планинарање на спомениците низ ова наше поднебје, нели, на нашите големи битки и на дадените жртви. Мора да им даете правото на слободно размислување околу антифашизмот денес. Мора да му даете право на еден Уберто Еко, кој што вели фашизмот може да биде присутен и дома. Значи, едно по-универзално значење на стравот на фашизам, кој што е го и во светски размери, гледаме како се превртува кај некои сили кои биле херои во антифашистичката борба во Втората светска војна, може да прават и фашистички злодела. Никогаш нема крај, значи, земено во континуитет и диалектички нема крај на добиени битки. Тука напротив, на постојан развиток. Значи, ова е проблем на нашето општество, на модернизација и на поактивно
учество, како и на вас, медиумите, за кои еве во оваа прилика сум ви благодарен да се има повеќе разбирање и поддршка. Вие споменавте дека во повениот развој на државата вашето семејство зема активно учество во формирање на повеќе државни институции, меѓу кои споменавте и Народната универзитетска библиотека. Може ли за тоа да ни ни кажете нешто повеќе? Тие институции се нашиот столб, фактички, и формирањето на тие институции без разлика на титуларот, основоположници, на луѓе кои што биле први директори или не знам, ангажманот на мојот татко околу дипломатската активност, воената, журналистичката спомнав, меѓутоа они од 51-а, откако се ослободува сите тие обврски, се посветува на Народната библиотека. Тогаш Народна библиотека, која е првата институција уште во ноември, ако не се лажам, 24-25 со одлука на Аслом, кој се преселува президиумот во Скопје, формирана како национална институција. Народна библиотека Скопје со обврска сите печатени и пишани ракописи да се задолжително да се дава примерок во Народната библиотека. Тоа е културно богатство. Значи, таа институција за жал не ги има сите во хронологија наши вредни документи во смисла на, ако се еме цивилизацијата од нашата писменост на нашето писмо, значи од Климента, ако се еме до денес, тоа се 1100 години. Тоа во европски размери е огромен период. Тоа е голема цивилизација и према тој храм ние не може да се однесуваме ношалантно. Таму првите ракописи се од 12 век и тоа пред се донесени од надвор ориенталистика, персиски, старотурски, јасно е како се донесени преку отоманската присуство овдека, меѓутоа првите словенски ги имаме од 13-14 век, затоа што имало голем грабеж на нашите ракописи, на Охридските записи, Охридската школа и така натаму, па и многу други центри манастирски кои што биле образовни институции низ државата. Зборот ми е дека е тоа трезорот. Значи, без разлика на вековите и така на староста, вие да имате историја од 1100 години, таа е таму, во Националната библиотека. Таа има покоен председател Борис Трајковски на одбележување на јубилеј од Илинден, беше гостен на библиотеката кој бевија директор и ми рекол председателе, вие стоите врз трезорот на македонската култура, под вас се 4 милиона книги. После тоа кога се видовме кај мене во канцеларијата, ми рече, ја вика се накострашив. Вика на значењето на тоа врз што стојам. Имено тие институции се влог на сите тие луѓе и таа динамика на формирање и на иницијативност да продолжиме. Не знам како е формирано Охридско лето. Поврзано и со името на мајка ми, поврзано со името на со Ана Липша, со професорот доктор Тофович и така натаму, како иницијатива со интелектуалци од Охрид и од Скопје, меѓутоа некој требало да го спроведе тоа. Од тоа време мајка ми директорува во формирањето телевизија Скопје, се зафаќа и со ова. Тоа се волонтерски, добронамерни идеи и како тоа се градало и се правело. Потоа стануваат институционални и можат да бидат само придонес на ова што денес го имаме. Едноставно, националните институции кои сме тука, а пошто ми е сепак област културата, се недоволно исто згрижани, бараат подобро менеджирање, бараат потемелно кадровско опремување и не во кампањски решенија. Сега читам дека Институтот за македонски јазик по сите проблеми и најави дека 20 години нема примено луѓе, примиле 8 луѓе. Нека е честито, меѓутоа тоа не се решава, не може да се реши одеднаш тоа тек така.
затоа што институтот има програма и треба се работи, да го работи тоа. Значи, тој наш континуитет, како во музеите, како во архивот на Македонија, кој го селеа од соодветно градени објекти за чување на таа документација, а еве сега го бараат да го чепкаат и постојано барале странците и така таму да го истражуваат, тоа е нашата вистина. Тоа се брани со знаењето и со свеста. Значи, тие институции не ни се во добра кондиција. Морам пак да го вртам на новинарството, како и нашите медиуми. Слободата нивна и правото на искажување и, како да кажам, умереноста и мудроста, како ќе се користи вистината, како ќе се користи човековата мисла е голема одговорност. Го спомнав Умберто Еко, треба да се внимава, не сме свесни, бидејќи и дома, и на работа, и во општеството било каде, фашизмот, односно деструктивните мисли и субјективности лесно може да надминат мерката на една толеранција. Таа толеранција е пишана во повелбата на Обединетите нации после Втората светска војна. Таа е прогласена, објавена, учествувале меѓу другите еден филозоф голем германски кој пребегнал во Франција, па кога дошли германците го поново го уапсиле, па пребегнал во Англија, Хесел. Хесел кој почина на 95 години, 2000, мислам дека и 13, ја напише една мала брошура "Побунете се", индигневу на француски, во граѓанска смисла. Во граѓанска смисла, ако вие сте незадоволни на шалтерот во вашата држава, во вашата банка, во вашето, како да кажам, општење со администрацијата, вие треба да го кажете својот глас. Значи, за слободата движата. Немојте, ако е добиена слободата, ако е добиена демократијата, немојте да ја зимате дека таа е факт. Не, постојано треба да ја прашате и да ја проверувате, треба да ја барате. Од таму се појавија и, ама не со врска со тоа, индигниосите во Северна Африка, со таа пролет нивна, промени на системи, уривање на конзервативни, закостени работи, некаде донесоа среќа, некаде донесоа и неволи. Значи, одгледување. Како би рекле Климент и Наум, со нивните што ги учевме во школите, овоштарници и калемења, нели? Културата е одгледување, калемење. Тоа е преросната смисла на што е култура. Тоа е одгледување на вредности. Тоа недостасува, ја имаме во темелите, треба да ја туркаме. Значи, според вас не е доволно заштитена? Како и институциите кај нас, како што рековте и со кубурат со кадри, исто така и колку што можеме да приметиме и самите објекти се во една доведени во една незавидна положба, не се приметува, не може да види човек дека тука е нешто вложено во последниве години. Да, ето како материјалното еве за артефактите, бидејќи сум министерувал во Министерството за култура во еден период, така дојде да бидам заменик министер со колегата Унковски кој е исто така режисер и така натаму, па малку навлеговме во областа на заштита на спомениците. Ни вика за амфитеатарот во Охрид, поштата се откопува, ако немате пари, не го откопувајте. Зашто? Заштитење под земјата, тој е вредност. Ако го отворите, тој ќе биде подложен на тревки, на израстоци, треба постојано одржување. Сега, амфитеатарот или другите артефакти или институциите, книгите, сочувани вредат. Сега прашање на човечкиот фактор. Тоа е живата материја. Ние сме фактички тие што еве и цивилизациите пред нас ги откриваме и кои што треба да ги водиме. Во таа смисла на културата. Култура и водењето политика. Ја гледаме на кој степен може да падне или да се воздигне.
Така да таа одговорност е заеднички нашето општество. Значи, земја со таква традиција, да ја оставиме антиката, заради јаснотија на нештата на современа Европа, да кажеме, од Болоња, од првите универзитети и другите, од националните библиотеки на земји и култури, кој што е француската, па англиската и така натаму, ние на светот мораме да му докажеме со нашата вековна култура, значи не само на 1100 години, него и деловите кои имаме обврска, бидејќи оваа географија на античката заштита на сите цивилизацијски вредности, треба преку нашето однесување денеска да им го потврдиме дека ние сме наследници на тоа богатство. Преку нашето однесување и преку нашето знаење. Ние сме наследници, имаме обврска да водиме добра политика, да водиме демократска земја, да разговараме за слободата на граѓаните, како што треба да разговараме нормално и за екзистенцијални прашања, за стандардот, за здравието, но и за гордоста на оваа земја. Ако е до земјата, само што исполнавме генерациите, ќе потсетам иницијативност. Ова која спомнав за нашата дипломатска и војна мисија во Софија, уште пред формирање на владите на тогашна Југославија и на Федерална демократска Македонија, а тоа е патем заради кочењето на тогаш другарот Сталин, кој меѓу крајот на 44-та и април 45-та не му дава согласност на големиот Черчил, бидејќи тие беа големите сили, да не се лажеме, и денеска тие работи се атрактивни, за Југословенската армија, која беше една од најголемите армии во Европа, веќе станата со над 800.000 борци, да ја формира 4-та армија. Со тоа да ги обезбеди сите граници. Сталин на крајот прифати и со тоа е добиена целата слика за една држава како се формира. Значи, камчињата кои ги редиме и денеска кога критикуваме, да знаеме дека не се така едноставни. Тоа е нашата приказна која секојаш има простор да се раскажува и да се прераскажува. Само со вистини и со факти. Го спомнавте Сталин, го спомнавте и вашиот татко кој бил на служба во Софија, тогашна Бугарија, како партнер, како членка како партнер на Сталин и членка на Варшавскиот пакт. И следствено на тоа организирањето на Народната универзитетска библиотека овдека, колку неговото присуство тому придонесе за некои од тие исто така што ги спомнавте ракописи и дела на македонската интелигенција која творела во Бугарија да биде вратена, да кажем, или донесена во Македонија. И исто една анегдота што не анегдота, туку информација до која дојдовме дека всушност вашиот татко е првиот човек од Југославија тогашна кој се сретнал со Ѓорѓе Димитров. Да. Улогата на таа е интересна, меѓутоа не знам колку дозволува времето и разговорот, кој е максимумот, оптимумот на користење на ова е интересна, затоа што не спомнавме 41-ва, спомнавме дека имаше еден проблем, а тој проблем се вика како да кажам, несрекниот Шарло Шаторов, кој председател на Покраинскиот комитет на Македонија во склопот на КПЈ, кој што кога бугарите гледаат дека нема дека доволно резултати после априлската војна, они делуваат и во левицата, значи и во КП, го повикуваат Шарло под темата една територија, една партија, значи и левите сили, односно така да речете тогаш комунисти, некои работнички партии, некои вака, да бидат под едно исто. Шарло, кој е малку паркетски револуционер, потпаѓа под тоа влијание, но вистината стига и до Јосип Брос и до другите, кои што сваќаат дека е тоа голема бугарската политика, без разлика што се блиски по идеологија и околу националното прашање тие партии.
Не и се. Приказната е таа дека во септември на Коце Металец во Софија, татко ми кој што имал добри контакти со Коминтерната по повод неговото лево ориентација во новинарството, меѓуто и во делувањето, може би, што би рекол Славко Јаневски во еден запис за Митко Зафировски, може би зорге на Балканот во своите и разузнавачки дејности со Шатев и со другите, успева да го добие одговорот на Коминтерната дека Покраинскиот комитет на Македонија треба да се врати при КПЈ, при Комунистичка партија Југославија, затоа што таа докажа дека има правилен став околу националното прашање на Македонија. Така, тоа е почетокот на приказната, во тоа време се уште во Коминтерната Ѓорги Димитров, потоа доаѓа до таа средба исклучителна во Софија, каде што Ѓорги Димитров веќе е кандидат да биде биран за председател на владата на Бугарија, 45-46 и средбата меѓу мојот татко, да кажам, мисијата, амбасадата на Југославија тогашна и силната македонска дипломатска екипа, меѓу кои се Антон Коледичко, македонски кадар, Перо Манговски, Киро Милјовски и многу други имиња кои што ги знаеме потоа во нашата изградба. Во тие периоди е донесувањето на моштите на Гоце Делчев, како негова желба искажана дека сака да биде во слободна Македонија. Во тоа време се бараат документите кои што ги спомнав за наши револуционери, не се наидувало на разбирање и било мачно. Значи, во било кој општествен систем во Бугарија зацврстената теза дека Македонија не постои, заради тоа што нив им треба македонската историја. Тука е проблемот. Инаку јас предлагав да направиме ние изложба на сите стари ракописи со наздака дека е собственост на Бугарската народна библиотека, ракопис некој, ако е од Охрид, 11 век, ако е пренесен на начини кој што било пренесувано, има едно болонско Евангелие таму или не знам што, каде што битолски поп закупи минџуши на сопругата, не знаејќи му правата вредност, па го продал. Значи, не е само овие што грабеле, има просветители, има руски, има по руските библиотеки. Предложив на едно место да се направи. Има во Ватикан, големо наше богатство, тоа го знае Ватикан, го знаат сите врбни луѓе на Ватикан како историја. Меѓуто таква изложба во светски рамки, да се донесе на целото фактичко, и тоа не одговараше на нашите соседи, бидејќи би се знаело. Не, идејата ми треба ова да се кажа дека е нивно богатство и тука е. Ставот на татко и во анекдота во тогашната цека беше во некоја еуфорија дека ќе ги подобриме однос со Бугарија. Он одговорил, беше познат по својот хумор, дека уште 100 години нема да биде тоа, и му рекла што си така резервиран скептик, па 100 години нас не посакуваат, ова е крајот на 60-тите, уште 100 години им треба да се освестат. Значи, прашањето на тие циркулации, на големите битки, е прашање по мене на иницијативи. Тие генерации, веројатно понесени од остварување на сонот, на победата во таа народно-ослободителна војна и создавањето државата, ги правеше храбри, може би повеќе него што можеме да претпоставиме, да не ги глорифицираме, па и релативно млади луѓе, меѓутоа и доста умни. Едноставно, значи, поттикот што го имале, ги правеше вистински, да кажам, представници на државата, и таа наша иницијативност на македонската држава и во рамките на Југословенската федерација секаде се остваруваше. Не тоа што бевме иницијативни секаде, беа нашите единици иницијативни и во Австрија, која до 56 година беше еден вид поддржавен договор кој се потпиша тек тогаш, беше, како да кажам, зависна од гласот на
тогашна Југославијата што правила злодела. Меѓутоа, нашите сили, дипломатијата секаде влегуваше. Не се повлекуваше и, напротив, даваше иницијативи. Само тоа е патот на оние што се победници. А ние сме победници и треба да бидеме и во овој период. Исто така. За богатствата и за другите работи тоа има основа и има теми и има сили и треба се туркаат. Ги имаме тие пријатели, а мислам дека веќе кога беше толку споменувана источнава земја, дека и таму се создава еден дел на интелигенција која не може да дигне доволно глас. Тоа се луѓе повеќе кои се во други земји растани. За среќа, системот социјалистички во државата во која што живеевме воопшто не беше таков, така да и генерацијаве што произлегува од таму се многу пофлексибилни и треба да имат разбирање дека тие луѓе 100 години размислуваат малку под притисок на оние што им биле ментори во политиката. Еве и денес сведоци сме дека денеска трае таа борба на. Па они се во ЕУ и НАТО, не може да се ослободат од руската мисла. Они мислат дека од пенџере затварат прозори кога говорат за русите да не ги чуе некој. Се уште се. Тоа ние не го знаеме тој страв. Имале толку окупатори, не го знаеме тој страв. Сум го доживеал кај мои роднини, кај мои пријатели. Така на тие теми одма се затвора врата, мислам се затвора прозор. Така стравот им е поради нивната несигурност како е правена државата, а да не заборавиме и на крстенското востание кај нас, кога руските сили ветуваат дека да помогнат на Бугарија од исток, па и нека се дигне востание и тука. И нормално дека русите со бугарскиот дел завршуваат работа таму во источна Бугарија, земаат што земаат, па спогодуваат со турците. Кресенско востание, Попјован и другите со манифести први манифести за држава направена уште во 19 век, паднале, отишла јабана и жртви биле поклани од империјата, од окупаторот, од османлиите и така натаму. Значи, нема секој оно што не си е на свој начин и самиот не си извоевал слободата, не е доволно сигурен. Не е доволно сигурен и бара проблем кај другите. Тоа не се дава. Случај сака да наметнат својата. Тоа не се дава во нашата јавност. Да, само треба мудроста и вештината и ведрината на тие генерации посвоени. Ние сме наследници на тоа и треба да очуваме. И внимавање и респект. Имаат проблеми луѓето, они имаат проблем. Ние со навреди ништо нема да направиме со соседите. Ако сакат, што можеме да им помогнеме, тоа е. Господин Зафировски, можеме уште многу вака да разговараме, темата е навистина интересна, меѓутоа, како што и сами забележавте, немаме веќе време во оваа емисија, можеби во некој друг, во нека друга емисија во исто ова студио. Така да ми останува да ви се заблагодарам за вашето учество во емисијата и до некое следно гледање. Благодарам, голема е честа, бидејќи нема да биде субјективно, меѓутоа мислам дека на овие теми не се разговара доволно и од тој аспект. Благодарам во име на сите оние што имаат желба да кажат нешто и да придонесат конструктивно ова. Ја вам ви честитам и посако среќа на вашиот медиум. Благодарам.